Германија влегува или поточно завршува со четвртата технолошка револуција, вели нивниот министер Манфред Ведер, и вели дека императивот на забрзана технолошки развој на Германија е во рамките на трката со конкурентноста во светот. Затоа тие донесуваат среднорочна и долгорочна програма на 10-20 години, но имаат еден цел програм на имплементација на нивната програма во рамките со образованието. Добре дојдете во моја емисија, поставуваат продекане на Машинскиот факултет, господине Сашко Димитров. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Јас го направив овој вовец само за да кажам кон што се стреми и кои се параметрите кон кои треба да одиме. Светска банка ни препорача дека во наставата, во образованието ќе мора да ги прилагодиме плановите на она што денес е потребно во светот, а тоа е поголемо технолошко, техничко знаење на нашите студенти, бидејќи тоа треба да се ревалоризира низ економијата. Вие водите Машинскиот факултет. Што тој нуди? Машинскиот факултет е формиран 2008 година, веќе далечната 2008 година, тогаш почнавме со една студиска програма производно машинство, за да потоа со текот на времето растеме, потоа се отвори и акредитиравме нова студиска програма Транспорт, организација, логистика. При наредна реакредитација кога имавме ова студиска програма, кратко кажано, тоа ја реформиравме, ја преименувавме во индустријско инженерство, се разбира продолжи да функционира и производното машинство. За да од ова учебна година фактички, минатата година акредитиравме, сега за прв пат запишавме и го акредитиравме студиската програма Мехатроника. Така да ни сите овие години, во минатите 11 години, Машинскиот факултет постојано растеше, за да еве во моментот студираат некаде околу 130-40 студенти вкупно на Машинскиот факултет во сите студиски програми. Излегува неколку генерации веќе наши дипломирани студенти, тоест денес веќе инженери, и од денешна гледна точка со сигурност можеме да кажеме дека тестот на времето Машинскиот факултет успешно го помина. Зошто го велам тоа? Затоа што успехот на еден факултет се мери по тоа колку нашите кадри што излегуваат се компатибилни за пазарот на трудот, дали лесно наоѓаат работа, дали нашите студиски програми се компатибилни со она што стопанството, особено нашата локална економија го бара. Така да одговорот на сите овие неколку прашања што ги кажав е да. Скоро и да нема невработени наши машински инженери, дури машински инженер повеќе се бара на пазарот на трудот, што е секако наше задоволство. Имаме мноштво договори со компании, особено од регионот и од цела држава подпишано, со кои што соработуваме активно и тие бараат инженер повеќе, затоа, како што кажавте, неле, современиот технолошки развој во западниот свет, но тој технолошки развој го пратиме и ние и постои глад на машински инженери и овде кај нас во Македонија. Секој пат настојуваме да ги имплементираме потребите на стопанството во нашите програми, се разбира, за да можат тие машински инженери утре лесно да се прилагодат на барањата на нашето стопанство. Често одиме во посета и на компаниите, таму изведуваат нашите студенти и пракса, дипломските работи многу често ги работат на теми поврзани со проблеми кои што ги имаат во компаниите, така да активно соработуваме и со компаниите. Еве баш вчера кога се слушнавме, нели, за да се договориме за денешниот разговор, баш бевме во посета на една исто така голема и сериозна компанија во државава која што има висока технологија, навистина висока технологија имплементирана овде, и тие тоа го бараат школувани машински инженери кои што ќе одговорат на потребите на нивните потреби во имплементација на нивните производи. Господин Димитров, ја кажавте личната карта на Машинскиот факултет, па да почнеме да ги расчленуваме деловите од тоа. Вие прво што спомнате дека во вашиот развоен програм и ова што сега го имплементирате, а тоа е мехатрониката. Нешто што 20 на години се кршат копијата во Европа, барем од вашиот дел во светот, не само Европа, барем од вашиот дел на науката, роботиката и мехатрониката, и светот исчекори малку подолго. Во Германија направи еден голем истражувачки центар кој е во рамките на Универзитетот во Коблец, но и во рамките на Бундесверот, каде што се истражуваат софистицирани оружја, а вие случајно или намерно ми го кажавте тоа. Интересно ми е како ќе биде таа врска со тој голем институт? Знаете како, мехатрониката е иднината. Така.
знаеме, тоа е мултидисциплинарна наука која што во неа припаѓаат и машинство, имплементирано и колегите од електротехника, електроника, механика, програмирање, информатичари и така натаму. Ние се обидовме да направиме на таква програма и мислам дека студентите го препознаа квалитетот на таа програма. Оваа година, како што кажа пред малку, нели, за прв пат запишавме студенти и интересот на таа студентска програма беше најголем. Препознавме дека тоа е иднината. Направивме контакти со неколку компании и во регионот, тука, во нашиот регион кој што не обкружуваат, и тие тоа го бараат. На нас ни требаат мехатроничари, на нас ни требаат стручњаци кои што ќе знаат да ги одржуваат, да ги градат овие автоматизирани системи што ние ги имаме тука. Така да го слушнавме нивниот глас, го направивме тоа, веќе сега сме во фази на подготовка и на програма за втор циклус на магистерски мастер студии кај нас на нашиот факултет. Наскоро се надевам ќе биде готови, ќе поднесеме за акредитација и таа програма. Спомнавте универзитетот во Кобленц. За среќа ние веќе остваривме контакт со тој универзитет. Минатата недела имавме и гости од таму. Договорени сме да воспоставиме некоја соработка. Во кој правец ќе отиде соработката, допрва ќе видиме. Остварени само првични контакти. Минатата недела ни беа наши гости овде кај нас на нашиот факултет. Се подготвуваме напролет да одиме и ние таму, нели? Остваривме со контакти со раководителот на Институтот за машински материјали и заварување. И јас се надевам дека сигурно ќе имаме плодна и успешна соработка, затоа што тоа е таму неисцрпен бунар. Така да сигурен сум дека ќе имаме полза и ние како факултет, нашите студенти особено, а веројатно и тие ќе се го најдат својот интерес во таа меѓусебна заедничка соработка. Така, професоре, кога вака интересен разговор се губи концептот на замислената емисија, но се надевам дека ќе ги надминеме стандардите. Меѓутоа не можам да се одвојам од темата што ја кажете, направивме контакт. Македонија има ограничени ресурси. Ние сме мала држава, не толку многу високо образовани луѓе, барем со своји трудови. Одеднаш ви рековте направивме контакт. Колку вие сте млад човек, имате контакт со вашата генерација и постарите, колку ние нашите луѓе кои студираат, например, еве во Кина, слушнав дека има барем Штипјани што докторирале во Кина, во Германија да не се, во секој случај многу повеќе, Италија, колку со тие наши луѓе на роднокрајен начин можеме да направиме врска за сето тоа како информација да го добиеме. Точно е таков начин го воспоставивме контактот со универзитетот во Кобленц. Да, наш сограѓанин, македонец, таму исто така работи. И преку него го воспоставивме контактот и веќе ја воспоставивме и врската со раководителот на институтот. Треба да ги бараме сите можни начини на воспоставување на контакти, на вмрежување. Сепак ние сме млада институција, нели? 2008 година во однос на тие институции, ние сме се уште млада институција и не е греф ако речеме дека ние сакаме да учиме од нив. Се разбира, нели? Сепак тие имат поголемо искуство, па и поголемо знаење, поголема опременост и така натаму, така да можеме да учиме од нив. Не ни е срам да речеме да ние сакаме да учиме од нив. Освен со нив, ние се трудиме да воспоставиме контакти и веќе имаме и контакти, особено од регионот. Машински факултети има, освен во нашата држава, нели тука што имаме контакти со нашите машински факултети во државава, има и во околните во регионов, во околните држави, така да ние се обидовме и веќе имаме воспоставено контакти со други сродни факултети на нашиот. Конкретно зборувам да речеме за Бугарија, за Србија, Словенија, машинскиот факултет во Љубљана, така да се обидуваме да ги искористиме првично нашите лични познатства со нашите колеги таму, за да ги воспоставиме контактите и на тој начин ако можеме да воспоставиме некоја соработка на некои заеднички проекти каде што ќе си го најдеме взаимниот интерес. Неопходно е ние како млада институција да бараме вмрежување во таа мрежа на машински факултети и во регионот, но и пошироко во Европа. Мислам дека ќе си го најдеме и нашето место како млада институција. Ако се трудите. Се разбира. И поддршка од општеството. Но професоре, уште малку да се здржиме на факултетот. Тоа е елитистичка форма. Не секој може да заврши технички факултет, не секој има талент за тоа, помал број на луѓе и така натаму. Министерството, ова го повторувам неколку пати со вашите колеги, Министерството со години веќе апелира промена на програмите, имплементација на програмите во средно училиште, повеќе знаење од математика, поголем фонд на часови, но сепак ПИСА вели дека писменоста, техничката писменост, математичката писменост не е меѓу последните во Европа. Овде тој реверзибилен процес, високо и средно основно образование? За жал така е. За жал така е, ние го гледаме тоа, иако од кај нас веќе излегоа сериозни машински инженери кои што се веќе водички инженери во своите компании овде што работат, нели?
Но проблем е особено пред знаењата по математика. Но тоа е поширок проблем. Јас и вие или ние како институција не го решаваме тој проблем, и како факултет и како универзитет. Но јавен притисок е не е на одмет. Се разбира, да, мора да вршиме притисок, тоа е, па да речеме, општествен проблем. Так. Тука треба да некоја поширока дебата да се отвори и вие како медиум да одиграте вашата улога заедно со државните институции, затоа што на крај крајбата и ги креираат нели образовните политики, да се почне да се решава тој проблем од порана возраст, уште од основно училиште. Затоа што кај нас веќе кога дојдат на високо образование на факултетот веќе, оние што има добри предзнања по математика, многу лесно има да го совладат материјалот што е предвиден со нашите наставни програми. Додека студентите кои што дојдат со послаби предзнања по математика, малку тешко оди. А од друга страна, математиката е базичен основен предмет и на сите технички науки, не само на машинскиот факултет, не само на машинската наука. Затоа што се подлежи на некоја си пресметка, нели? За се што ќе се проектира, за се што ќе се направи, треба прво да се сметне, да се види ова ќе издржи, ова нема да издржи, тука да не се скрши, ова да не се деформира. Математиката е основна работа. Особено, да речеме, тие во средна школа учат елементарна, како да кажам, елементарна математика. На факултет веќе кога дојдат, се смета дека таа елементарна математика се знае. Кај нас продолжуваат виша математика. Ако тие дојдат со слаби презнања од таа елементарна математика, и веќе тука настануваат проблемите. Така да, за тоа викам, тоа е малку поширок проблем кој што треба малце пошироко да се решава уште од основно училиште, и повеќе часови да се воведат, и како да кажам, и поодговорно да се извршуваат часовите, нели, со повеќе дополнителни часови. Со дополнителни, затоа што, знаете што, има наставна програма и за, да речем, основно или средно образование, и сега таа се спроведува и до тука. Но има некои некои ученици кои што малку заостануваат, некои што се поталентирани и отскокнуваат. Треба да се најде начин како и тие што се подобри да можат уште повеќе да напредуваат, оние што малку заостануваат да им се помогне да дојдат и тие барем до некое основно задоволително ниво кое што ќе им помогне натаму во понатамошното школување. Но за жал така, но ние се трудиме колку што можеме, бараме соработка со сите фактори. Јас се надевам дека ќе ја подобриме таа работа, пошто математиката е основна, особено за сите технички науки, се разбереме. Дилема нема. Професоре, уште една од темите која ја повторувам со секој од представниците на факултетите од нашиот универзитет, значи сите се наши, ама овој малку роднокрајно имаме така емоционален однос. А тоа е сликата дека е доволно да се запишеш па да завршиш на УГД. И јас ги видов статистиките, ова прашим го поставив на други декани, проодноста во зависност од факултетите на ниво на УГД не минува 30%. Не знам само подаци за туризам и за некои од другите модули, не факултети. Кај вас стои некаде испод 30%. Значи дека на 100 студенти само 30 стануваат инженери, иако представата е дека е доволно да се запише. Значи, самото тоа што велиме дека проодноста некаде околу 30%, ова не важи, нели? Не е точно. Не е точен податокот дека доволно да се запише и ќе завршиш. Така. Не, треба и да се научи, нели? Оние минимум знаења кои што се предвидени да се стекнат на машинскиот факултет за да се земе диплома за дипломира машински инженер, па и на другите факултети, нели? Треба да се на ниво на универзитетот. Така, треба да се помине тоа. Така да не може секој да се запише и да земе диплома. На крај крајава, нели, на крај крајот па и не е секој за факултет, не мора секој да биде со високо образование, има работни места кои што се предвидени за луѓе со средно образование и така натаму и така. Ќе се го најдат своето место на пазарот на трудот. Но тие што имат афинитети, нека повелат, тука сигурно ќе добијат знаења соодветни за еден машински инженер што се предвидени. Така да точно и нашата бројка на проодност се движи тука некаде околу 30%, како во рамките на она бројка која што важи за цел универзитет. Ние се трудиме да им дадеме на нашите студенти соодветно знаење. Веројатно до некаде успеваме во тоа, викам веројатно заради тоа што тоа го зборува тоа што нашите инженери сепак се барани на пазарот на трудот. Сепак тие што се вработиле веќе имаме повртен фидбек, пошто бидејќи имаме соработка со компаниите, добиваме информации дека фактички нашите инженери веќе некаде во некои компании веќе станаа и водички инженери, добија веќе и некои раководни функции. Значи излегуваат и стручнооспособени и спремни да ги извршуваат работите задачи што се предвидени за еден машински инженер. Ќе се трудиме, се разбира, во иднина уште подобро ако можеме и да го кренеме тој процент на проодност, се разбира, ние сме таму за да се обидеме да го кренеме тој процент, но тоа не зависи само од нас, нели? Треба да имаме и
доволно подготвена маса која што ќе може да го прими тоа и да има желба и така натаму. Како вие техничарите од потенцијална енергија може да се направи кинетичка, обратно не постои. Или физиката, нели? Професоре, како професор и како педагог, бидејќи тие работи заедно од пренесувањето на знаењето, ве погодува ли тоа кога слушате дека ваши студенти место инженери, ако имате од вашата фела многу малку такви, работат по Европа како шофери, работат во занает или нешто што потрошиле 5 години кај вас? Ве погодува ли тоа како човек? Некој порасте покрај тебе, му пренесе знаења, а го слушнеш дека 20 часа е задволенат на камион? За жал има и такви случаи. Бидејќи, нели, како што спомнавме на почетокот, ние сме мал факултет и остануваме во контакт со нашите дипломирани студенти, нели, инженери и по излегувањето од нашата институција. Така да јас имам контакт и познавам такви, нели, наши студенти кои што завршиле кај нас факултет и еве решиле да се побарат среќата некаде во поразвиениот свет. Но таму работат, да не речем некоја амалска работа, нели? Не се одветна за нивното образование, за она за што се школувале, за она за што вложувале во себе и сега одеднаш сечат и работат нешто сосема спротивно, дури и под човечко достоинство, работи под човечко достоинство. За жал има и такви примери. Јас лично и ние, колегите, се обидуваме да им кажеме дека не мора по секоја цена да се замине. Но... Така, професоре, врзано ли ово со меѓувладените спогодби за признавање на дипломите или конкурентноста на пазар? Ако еден ваш инженер вози камион, што не е за срамота, си го чува, си го зема левот, меѓутоа, може ли тој да докаже во таква остра конкуренција дека е инженер? Точно дека таму конкуренцијата е поголема, се разбира. Но сепак јас мислам дека многу подобро ќе се снајдат тие луѓе ако работат како машински инженери овде и тука, затоа што, како што спомнав на почетокот, потреба за машински инженери има. Неминовно, јас се согласувам и со тоа дека се уште не се соодветно третирани и платени машинските инженери овде. Но самата конкуренција овде, недостатокот на машински кадар, на машински инженери, сигурно ќе ја крени и цената на трудот на машинските инженери. Така да мислам дека дури и подобро може да се снајдат да работат овде како машински инженер, отколку да речеме некоја како да кажам, пониска работа. Така. Каде што ќе направи овде кариера, па ќе излезе со габарит пред нив. Затоа што ако отиде, спомнавте шофер е шофер и толку е, до тука повеќе нема што да напредува, нели? Додека ако почне како еден машински инженер со текот на времето, еве пак ќе спомнам, наши машински инженери веќе се раководители на соодветни делови од компании и така натаму, така да растат во кариерата. Професор, изгледа дека во оваа држава никој не е задоволен од платата, кога ги слушнам инженерите не се доволно платени, суди, така натаму, сите сме незадоволни од платите, но тоа не е состојбата во која што живееме. Еразмус програмата ја најави дури и францускиот претседател како втора фаза од неја, каде што при преговорите на нашата држава со Европа ќе се отворат и фондовите и така натаму. До сега анализата што ви кажува кога одат вашите студенти по Еразмус програма, се враќаат назад или добар дел од нив останува да работи по Макдоналдс рестораните? Еразмус е неизвонредна наладка на Европската унија. Така е. 15 години е стар. Наши студенти одат, за среќа се враќаат. Да. Одат, ја завршуваат предвидената програма, се враќаат. Овде доаѓаат исто така странски студенти. Да речеме, нашиот факултет, минатата година имавме 6 студенти од Шпанија. Оваа година имаме една студентка од Шпанија, моментално е тука, двајца од Франција се подготвуваат после нова година да дојдат, наредниот семестар треба да го поминат овде кај нас. Така да имаме активна соработка по оваа програма Erasmus+, и доаѓаат и одат студенти, и со така и наставен кадар. Наш наставен кадар оди како гостин периодично на странски институции, овде кај нас исто така доаѓаат. Така да активно сме вклучени во оваа програма и треба да прошириме таа соработка. Од оваа соработка по Еразмус можеме да заклучиме дека ние не заостануваме многу за развиениот свет. Оние студенти кои што доаѓаат тука не се кој знае што нешто подобри од нашите студенти, дури во некои работи сме и подобри. Овие деца се бистри, само треба добра организација. Апсолутно се согласувам. Значи треба само подобра организација, треба само подобри образовни програми, поголема дисциплина и подобар третман сепак. Тие машински инженери утре кои ќе завршат, кои ќе се вработат, како што викате, нели, малку ни се платите и на нив ми се малку платите, но за почеток, кој особено тоа им го често зборам на нашите дипломци кога завршуваат факултет, кога излегувате од тука, кога барате работа, не прашувате за плата.
одете, вработете се и уште учите. Затоа што откако сте веќе завршиле факултет, треба да знаете дека ништо не знаете. Од сега натаму почнувате да учите. Така. Нели има една кинеска поговорка, јас знам дека ништо не знам, нели, и така натаму да не долга. Така, дали е кинеска или Волтерова, но во ретето од грчките мислители, но професоре, вие допревте на тема која е многу значајна. А тоа е приклучување до стандардите или имплементација на стандардите таму каде што како држава и како народ се стремиме кон Европа. Светската банка на почеток кажав некои од податоците што тие ги кажа, а тоа е дека компаниите мора да имаат можност до 20% на преквалификација од нивните вработени. А тие не може да имаат преквалификација на друго место ако вие не им дадете кадар кој тоа ќе им помогне во рамките на компаниите или во рамките на универзитетот. Сегашниот однос кај нас е некаде занемарлив 1 до 2% според Светска банка. За жал така е. Таа преквалификација, особено во високообразовните институции, практично и да не постои, нели? Треба да се активира и тој процес, треба да создадеме и такви програми, нели? Наставни програми со кои што ќе вршиме преквалификација на кадрот, тој кадар кој што не може да си најде работа, нели, со тоа што го има образование или стручна спрема. Во овој момент во Македонија е потребно, не знам, 200, 300, 500 заварувачи. Така. Вие имате луѓе кои го знаат тоа, научници се. Колку овде вие како високошколска установа може да помогнете тие побргу да ја поминат таа преквалификација? Зошто државата одвојува средства? Се разбира дека може, да. Но тој процес не е почнат за жал. Треба да формираме такви програми и треба да се развие на таква соработка со пазарот на трудот и со нашите граѓани кои што барат преквалификација. За жал, јас можам да речем дека таа култура на преквалификација во нашата држава е на многу ниско ниво. А тоа е неминовно, пошто, како што кажавте, нели, имаме недостаток на кадар во едни гранки, а во други има прекуброен кадар. Така да неминовно е да има некоја преквалификација на тој кадар, за да можат и за нив, нели, полесно да се најдат работа, полесно да се остварат во кариерата. Тоа е резерварана една економија на една држава за побрзо променување на знаења, искуства и така натаму. Професоре, во светот, вие сте од техниката, забрзаноста на промената во технологијата, посебно во машинството, е скратена скоро 4 пати кога се направи комплементарно истражување од почетокот на 80-те, кога се воведува роботиката, кибернетиката, па и мехатрониката крајот на 80-те до сега. Ако процентот на технолошка иновација бил 20 години, 30 години, кај материјалите и по 50 години, денес таа се собира како концентрирано знаење на 5-6 години. Може ли да одговори нашите инженери, вие како професори економика, тоа е забрзана работа? Знаете, технолошкиот развој оди многу брзо. Така. Она што денес е предмет на истражување на наука и така натаму, како што велите, за многу брзо време тоа се пушта во имплементација во примена. Ние како општество како да го губиме тој чекор. Дали ни недостасува опрема, дали соработка и така натаму. Или добра волја. Или добра волја, се разбира. Развојот на едно општество сепак почива на инженерството, нели? Треба да се работи на развој на овие инженерски науки во рамките на тие, нели, машинството од кои што доаѓам јас. По моје мислење треба да се интензивира, да се прошири соработката помеѓу високообразовните институции, помеѓу факултетите и нашето стопанство. Еве, баш мене ме охрабрува тоа што пред некој ден имавме на таква презентација кај нас на универзитетот, на кој што учествувавме повеќе факултети. Фондот за иновации и технолошки развој веќе отвара таква програма кој што ќе се отвори после нова година, не сега подготвуваат се уште, на соработка ќе финансираат фактички такви проекти помеѓу високообразовни институции и стопанството и компаниите. Така да мислам таа е една добра алатка која што ќе послужи да се интензивира таа соработка. Затоа што, знаете, она што се работи на факултетот џабе ако тоа остане само тук. Тоа треба сепак да излезе и да го се потврди. Така, и да се потврди и да имаме полза сите како општество, нели? Иначе само ние како тоа направиме, ќе објавиме можеби некој труд во некој списание или некоја конференција која тоа тука остане, ние нашата мисија не сме завршиле. Тоа треба да излезе, треба да имаме полза сите како општество од тоа. Мислам дека во иднина мора да го интензивираме тоа, затоа што развојот на секое општество почива на овие инженерски струки, нели? Така.
И Кина додека развиваше само земјоделие беше примитивно општество, додека сега се високотехнолошки развиена. Да, 5G технологија развива. Така, ама почна инженерските откако почна развојот, интензивниот развој на инженерството и на образовниот систем се разбира, веќе отидува многу напред. Така да мора да го следиме и ние тој пат. Така, тоа е нужна соработка. Вашето искуство од тоа минатата влада, ако не се лажам, беше направи еден програм за соработка со реалните компании, како што велеа тие, па имаше тука еден, не знам до каде стаса тоа како имплементација, да се одвојат средства за финансирање на човек кој вашите студенти во реалните компании ќе ги проведува на, што би рекле ние, пракса. Некако тоа застана, па компаниите велат, ние немаме ни луѓе, ни средства, дозволиме некој во фабриката да се обучува, а немаме директна корист. Како е вашето искуство кога разговарате со стопанственици? Да, за жал застана нели тоа и така остана, сега се прилагодуваме како ќе се договориме со компаниите. Ние баш еве сега во моментот сме во разговор со повеќе компании од регионов и од државава. Сакаме на нашите студенти да обезбедиме по еднодневна пракса во компаниите наредниот семестар. Еднодневна неделя? Во текот на неделата, еден ден, 4 дена ќе доаѓа на факултет, еден ден ќе оди во компанија. Наоѓаме отворени врати за овој наш предлог. Многу компании го прифатија тоа и веќе сме конкретизирани со некои компании како тоа да го организираме, додека некои други па на друг начин размислуваат, некои други фирми. Да речеме вика, глеј, еден ден во неделата и после пак да го нема студентот, еден ден за мене е фрлање ресурси и време. И да стипендираат човек со него треба да тука да оди, така вика на нас не ни одговара, ајде вика на друг начин тоа да го направиме, ќе ни го доведете вика студентот кај нас да потроши месец или два во текот на летниот период. Ако ги задоволи нашите потреби, од септември може да се вработи. Без разлика што тој апсолвент ќе биде 4-та година, ние ќе го вработиме, пошто разумен предлогот. И тоа е разумен, сосема легитимен и разумен предлог. Да, ко си помисли, да, така е, може и така да биде. Така да се консултираме со компаниите, секој пат сакаме да излеземе во пресрати на нивните барања и потреби, а се разбира се во интереси на нашите студенти. Мислам дека наоѓаме заеднички јазик со компаниите. Точно тоа и што викате сега, тие треба да трошат, да има посебен ментор тој студент, па да го обучува и така натаму. Но многу компании се нафаќаат и на оваа работа да му делегираат ментор на нашиот студент за да го обучува, затоа што пак тоа е на крај негов интерес, нели тој студент утре ќе остане кај него на работа и ќе биде негов инженер. Тоа го диктира односите на пазарот. Точно така. И се разбира гледа да се заштитат, да не изгледа сега ај ние ќе го обучиме па после тој ќе. Така. Тоа веќе зависи од нив натаму како ќе го наградуваат, како ќе го и така натаму. Така, не секогаш последната тема што ја оставам, можам да ја оставам за крај, морам да ја прескокнам нешто, ама вие го движите драматургијата на разговор. Професоре, повторно една интересна тема низ овој разговор се загатнува, а тоа е положбата на интелектуалците, овој пат зборуваме за инженерите во нашето општество. Вие рекоте ваква идеја. Или имаме недоволна храброст кај интелектуалците, произнесување по огромен број на општествени проблеми. Ова не е машински проблем, па да речеме дека квалитетот на материјалот издржлив и така натаму. Ова е општествен проблем. Вие изнесовте неколку идеи, неколку кажувања. Јас имам впечаток дека премалку вашата струка, интелектуалци, професори, а имаме 4000 универзитетски професори, да се вклучат директно во проблемите, барем ние што ги засега. Господа од Министерството, ова е вака, ова не е вака. Оставете ја политиката на страна. Сметате ли дека малку во темнина, во сенка е знаењето и конкретната иницијатива? Да. Или стравот? Да, се согласувам. Но не би рекол дека станува збор за страф. Сепак нема потреба да бидат универзитетски професори да се плашат од така. Ама нема зашто се плашиме, нели? На сите ни е заедничка целта да имаме посовремено општество, поразвито општество, подобар живот за нас и за нашите поколенија, нели? За нашите граѓани. Така да не би рекол дека е страф, но тоа е поширок проблем. Треба да се разговара со пошироки фактори. Треба се работи на развој на образовниот систем, на вложување, на крај крајава се сведува на финанси. Сето тоа треба некој да го финансира, сето тоа треба некој да го обезбеди, за тоа треба да се обезбеди опрема соодветна, за тоа треба да се обезбедат услови, а на нас секој пат како да ни недостасува тоа. Така да ме радува ова, како што спомнав пред малце, што го имавме од Фондот за инновации и технолошки развој, дека ќе финансира такви проекти. Мислам дека ова ќе придонесе за отпочнување барем на нешто такво како што сега ова што го загатнавте. Јас се надевам дека во иднина ќе има и такви слични други проектни активности
се разбира со нашето приближување како држава кон Европската унија се пошироко се отвораат и вратите на тие така наречени европски фондови од каде што ќе може да се црпат дополнителни средства. И сето тоа ќе допринесе и за развој на образованието како систем, на нашата соработка со економијата и фактички подобрувањето на условите и за сите. Затоа што развојот на едно општество се темели, пак ќе повторам, на инженерските струки, нели? Така да тие се инженерите се столбот на развојот на едно општество. И додека како општество се ние задоволуваме со раст од 2,8, 3 или 3,2, ништо не вршиме работа, нели? За едно општество нашево како што е се уште недоволно развиено, тако процент не ни значи ништо. Економистите имаат објаснување за тоа, но нека биде оваа емисија како дел од решението или загатнување на проблемите. Или потик за понатамошни дебати, се разбира. Затоа што мора да се врши притисок за измена на некој начин на воспоставени начин на однесување или функционирање на заедницата. Последна тема, професоре. Ќе почнеме да преговараме со Европа кога и како останува политичарите да го тоа изработат, но предизвикот е таков што Европа ни вели, развиениот свет како императив ни вели, вие сте сиромашна држава и не можете технологија да купувате од последниот ранг, прво не ви ја продаваме, второ не можете да ја купите, а морате да го искористите собствената интелигенција, собствената научни трудови и собственијата знаење за подобрување на она што го има. И таму има една табела во која ни велат за 5 години да имплементирате 20% и така натаму и така натаму. Владата донесе одлука за зголемување на средствата во истражувачката дејност, но кај нас останува повторно иста една друга тема. Колку вие сте научник, не само што инженер, вие сте доктор на науки. Колку можете да придонесете кон ова, како што рековте, инженерството е основа на развојот на едно општество. Вие како вашите колеги помош во ова да не купуваме толку скапа опрема, да не купуваме лифтови например или нешто што може нашиот разум да го направи. Се разбира, голем дел од она што го купуваме и што го везуваме може да се направи, но можеби се работи се уште за, како да кажам, за нерентабилно скапо производство и така натаму. Се согласувам со тоа што викате. Ако ние веќе тежнееме кон големото семејство, ние мораме да се прилагодиме и да ги достигнеме барем приближно тие стандарди кои што важат ако ние сега кога ќе дојдеме до моментот на влегување во Европска унија, треба да го имаме нивото барем на најмалку развиената држава во тој момент што е. Така да мораме да растеме и да се доближуваме кон нив. Ние тоа можеме да го правиме само преку прво и основно развој на образовниот систем, развојот на образованието и особено тука на високото образование каде што ќе се генерира идниот развој можеби на целото економски развој на општеството. Јас мислам дека нашите високообразовни институции во рамките на нив и нашиот универзитет има потенцијал и за такви истражувања, за такви иновации и за такви креирање на нови производи кои што нема да бидат понеквалитетни од тие што доаѓаат од страна. Но пак се сведува на тоа. Треба да имаме ние инвестиции во такви лаборатории, во опрема, во соодветна опрема и така натаму и така натаму. Заинтересираност на економските субјекти? Да, има заинтересираност за среќа на економските субјекти. Например, јас лично што имам контакти, некоја соработка со некои економски субјекти, нели, компании од регионов, има заинтересираност и со некои соработуваме, работиме, правиме. Сме правеле некоја преса, некој лифт ќе проектираме. Тој вика сопственикот: "Абе сега зашто ја да го купам, вика, за 15.000 евра, колку ќе кошта?" Направив математика, па ќе заврши работа, викам, за 7.000 евра ќе го имаш. Го правиме. Па тоа е прашањето. Еве, тоа е темата за која што во Македонија мора да разговараме. Вие сте млад човек. Имплементација на вложувањето во вашата наука, во вашето знаење, во вашиот труд мора да биде валоризирано. Па да не купуваме, како што велите вие, преси и лифтови. Професор, затоа постојат оваа емисија и целиот овој сет на разговори со професорите од Универзитетот Гоце Делчев, декани и продекани, заедно со моите соработници овде, се надеваме дека ќе имаат влијание, а според она што го гледам од IT мрежите, дека гледаноста е навистина добра кон вас и тоа нека биде порака. Ние ќе продолжиме да викаме овде, ќе разговараме, еве жолчно ќе дебатираме, но сето тоа мора некој и да го слуша. Да, ние ви стоиме на располагање за било каква дебата, разговор, притисок кон поголемите фактори, се со цел, нели, сите тежнееме да створиме поубаво општество, подобро општество за живот за сите наши граѓани. Ви благодарам што дојдовте и што дојдете време. Ми беше задоволство, поздрав до гледачите и се разбира поздрав до нашите студенти. Така, благодарам што дојдете.